Ама вие девојчина, што го пратите? Гамно сте се заебали. Не, добро. Значи, разбирам човек да рапува и разбирам човек да пее. Океј, многу ми е криво што морав претходниве 2 видеа да лажам и да се прам дека сум на страната од Лазаров, а единствена мана зашо бев на страната од Лазаров е заради тоа што е македонец. Ова е пак сепак моје мислење. Пред да ми пишете Никикс, за тебе Македонија е северна. Не, заради тоа што јас никој пат не сум спомнал Македонија е северна итн. Кога и да ме прашале други како е за тебе Македонија или како од кај си, шо си и како си, сум рекол само Македонија. Тоа за мене северна не постои, нема ни да постои, неќам ни да постои. Реално, малце запрашајте се. Нели ви е чудно од кога дојде Лазаров, ритко направи 2 драми? Малце не ви е чудното? Од кога дојде Лазаров, ритко направи 2 драми. Првата драма беше Стефонатор, Фејпи и Лазаров, кој што нели драмата е поттикна пак Лазаров. Оваа драма се деси помеѓу Бака Прасе и Ритко. Ама што се деси? Лазаров пак се враќа дека сака да му помогне на Ритко, дека сака да биде на страната од кај Ритко, едно од друго. Вака се. Коментарите долу добро искористете ги и пишете ми дали сум во право или не сум во право. Можам да примам хейт, заради тоа што почнав од нула, знам како е, знам што е и знам како одат тие работи. Така да немат мене ништо ме повреди доколку вие ми напишете ти си Никикс предавник. Не сум предавник. Ова е правото мислење. Зошто некои да просперираат со манипулирање? Заради тоа што касно после ќе ви биде доколку тој успеет премногу, многу ќе ви биде касно тоа да го вратите, сваќаш? Тој ќе прави само пари и шо? Само дупчин мали деца. Така. За сите вас, нели ви беше до пред некоја година криво како тоа YouTube Македонија пропаѓат? Така? Зошто сега го поддржвите Лазаров кога прави драма со некој? Зошто ги поддржвите уствари тие драми? Така? Нели ви беше до тој степен као види јас сакам Джипи, Боби, Винкот како во старите времиња да се вратат? Кај е таа ваша желба да се врати тоа? Нормално дека веќе немате таа желба. Дојде Лазаров и направи 10 драми. Замисли 10 драми. Океј, вака, пред се, од овие 35.000 сабскрајбери, многу се дел на джипи или джипери. Многу дел на джипери се. Дали знаете дека Лазаров го имат хейтано на джипи? Сигурно не знаете, ама јас сум тука да ви докажам дека тој го има направено. Ој ме најдолу, каде што Лазаров почнал, и то видео немојме да го најме. Значи, то видео не постои. А не верувам ни дека ќе го вратите. Така да го имате избришано, дека нашите луѓе тој многу ги поддржвите. Немој да ме зезаш, нашите луѓе тој многу ги поддржвите. Ама окей, вака се. Ево Мартин Гајдов. На Мартин Гајдов му благодарам заради тоа што имам докази во негови раце, кои што јас во тоа време ги немав. Решил да стане истото, а на джипи му го Слушајте се. Слушајте внимателно. Значи многу внимателно. Лазаров, кој што му предпорачви на джипи, врска немат за пеење, вака, така го провоцират едно друго, како би стасал Лазаров до внимание. Покасно Лазаров истото го прави, демек не треба ти да си пееш. Ојме да видиме што и како се има десено. Светот денес не е баш сјаен, најчесто е суров, ладен, гаден и тажен. Доброто во сите. Така се гледа. Така се. Вокална способност на ниво просто Майкл Джексон. Живот нија нема. Значи, каков хумор има Лазаров, е? Не, добро. Значи, разбирам човек да рапува и разбирам човек да пее. What the fuck, брат? Немој да ме зезаш, што разбираш ти, море? Колку разбирам јас, толку разбираш и ти. Добро луѓе. Вие гледајте уште на кој поддржвите. Сега нема да ви демонстрирам затоа што јас ако запеам, барем јас си знам за себе дека не ме бива. Ти позира ја за тебе Микеланджело. Ја кризирам, а со тебе ми е најдобро. Океј. Јас мислам дека е доволно за тоа колку на джипи уствари му зборвел едно друго, а истото го прави накри, свеќаш. И дури и бетер, барем за овој работели некој, а за овој никој не работел. Амајте. Порке, ало мами, со тебе ми е секси, со тебе ми е драми. Дали рапува или пее во видеово, или прави муабет во одреден момент, али толку е добар, ова е страшна работа.
Некој таков може да постои не. Океј, од кога не доби внимание кај GP, нели пробагај Стефанатор, ама Стефанатор не е толку будало да примат само хейт коментари и во типот на бла бла бла, толку можете да се одбраните, што е толку скроз поштено. Океј, ојме за видеото за Бака Прасе сме Северна Македонија. Ајде да видиме како сме за Бака Прасе Северна Македонија. Добро дојдовте во уште едно мое ново видео денеска, како што читате по насловот, за жал продолжува За жал, тебе ко прво не ти е жал. Зошто и како? Поради тоа што тебе Бака Прасе не ти вреќа на овие видеа ти што ги правиш, сваќаш? И ти автоматски си добиваш само преку неговото име неколку сабскрајбери. Влечиш од кај него, знаеш, влечиш по полека. По полека, ама знаеш, се ваѓа, значи плата во Македонија имат, ајде. ситуацијава со Бака Прасе и случувањата кои што за жал се... Значи пак него колку му е жал. Јас мислам кога ќе го полиш вака, него му е жал. Него ептен му е жал. убави за нас. Од старт сакам да кажам 3 работи. Оние што сметат дека ова го правам за драма, за прегледи, за сабскрајбери, за лајкови, ќе ве замолам веднаш пред да го изгледате видеото, ставете дислайк. Океј, значи како на Лазаров не му е дојдено него до драма. До драма не му е дојдено. Значи, бате во Reddit 3 видеа, кои што и на нив ќе направам реакција, само да знаете, иако имам дислайкои премногу, ако имам на видео дислайкои, пак ќе направам реакција да ви докажам дека сум во право. 3 видеа. Зошто ритко не го подржиш само со едно видео? Само со едно видео. Ама не, тебе не ти е дојдено до драма. Свеќаш, тебе не ти е дојдено до драма. Исто така сакам да се надоврзам за Ритко. Ритко знае дека многу го поштувам и многу го сакам како човек и итн. Знаете колку си имаме помогвено и на 4000 сабскрајбери колку уствари бевме блиску, да речам се дружевме на некој начин. Така да немојте да сватите дека го хитам Ритко, само ми е криво што сакат овај да ве изманипулират. Сабскрајбнете се, пишете хейт коментар, ама не го гледајте. Ќе почекам 5 секунди. Да го гледате и што верувате во мене, што ме поддржувате и не само во мене, туку во Ритко, во цела YouTube македонска сцена, останете да видите. Чекај, Бака, реално, зошто го спомна само Ритко? Или само Ритко му се спротистави на Бака Прасе? Немој ја ме зезаш, брат. Драмата од Ритко ти ја презеде. Демек ти си главен во драмата. Оствари, Ритко беше главен во драмата. Ритко требаше да си реши све со него што имат. Што се случува за жал. Вчера вечерта Бака Прасе на неговиот втор канал, мислам дека Бака се сепра нешто. Мислам, значи, знаеш, као тој не го прати никаде, а уствари сака да го прати. Беше, повторно стримаше и мислам дека ја премина границата. Тоа што се случуваше со Ритко, ајде, окей. Ќе кажеме дека се случило, ќе помине, ќе се прости и така натаму. Но за ваква работа која што тој ја кажа, например кај нас Тамара. Да бидиме реални, Бака Прасе ништо не кажа. Само пошто ние сме македонски напалени деца, пошто Лазаров и Ритко влегоја во драма со него, ние се напаливме. Знаеш, се напаливме и као, ќе му пишеме. Тодевска пред година дена, односно 2 години беше линчувана и... Да, беше линчувана. И ден денеска ќе рече дека го прати то. А зошто? Зошто тоа снима ти со нејзе видео? Зошто тоа што в кола нејзе ни го рече, еј, зошто така предаде, зошто ова направи, зошто она? Или тебе сега ти дојде до Бака Прасе, така? Тебе ти дојде Бака Прасе, демек, вака така Бака Прасе напишал, или рекол, или итн. Значи, кога ти беа потребни тоаш прегледи, ти ги зеде од Тамара. Ама се кога ти се потребни од Бака Сепра, прегледите, ти ги земаш од Бака Сепра, а зборвиш за Тамара Тодевска, била линчувана, а било глупост Јована. И ден денеска ја следи истото. Вчера Бака Прасе на својот лайв стрим не нарече Северна Македонија, дали на... Кажи ми, мака, значи това е мал пример. Србија имат милиони жители, а Македонија имат 10 милиони жители. Така, за Србија многу малце се зборвит. Значи, това е цел пример, само држете ми го примеров. И ти ништо не пратиш од политика, да речеме. Во овој случај, Бака Прасе, ништо не пратит од политика. На YouTube пишит Северна Србија. Ова е уште само пример. И сега ти влегвиш на лайф и викаш Северна Србија ме пратат 7%. Колку плюкам само, не е реално. 7% ме пратат Северна Србија. И тебе некој јутубер гнаса од Србија, некој јутубер тебе ти пред видео, Лазаров ја нарече Србија, Северна Србија. Зошто, човек? Зошто? Кога така пишит, кога некој не се замарат со политики итн. Го правиш ова само за прегледи. Знаеш, мене не ми е криво ти да успееш на баш фин и добар начин. Мене ми е криво кога ги манипулираш маливе деца, свеќаш, ајде, јас знам што е тоа, и јас сум дете уште, имам 18 години и уште сум дете. Ама,
Знам што е то маркетинг, знам што е то пари, реклами, итн. Ама ти на 12 годишно дете ти не можеш да му го речеш тоа. Сваќаш, ти не можеш да му го докажеш тоа дека ти манипулираш него. Сваќаш, заради ти кога ќе направиш тажна фаца, то мало дете мисли, види го брат, овој ќе осажален. Сваќаш, ајде сега, вака, јас ќе го изимитирам. Значи, бака прасе не нарече Северна Македонија. Мрш! Намерно, дали не намерно, не знам, но за мене човек кој што има 20... Значи, него му беше намерен. Луѓе, дали вие уште вервите во ова? Дали вие уште вервите во ова? Дали вие уште вервите во ова дека на бака прасе му текна него намерно да не ја спомни? Господе Боже! 5 години кој што се бави со јавна професија, кој што е пример за младите, нели треба да учат од него, да не нарече Северна Македонија при тоа да се вади на фактот дека така не пишува на YouTube, е за мене стварно. Што ти пред човекот кој така те пиши во она? Што не излезе? Зошто не собра 100 души, 100 ебани души, после тие 100 ебани души ќе излезеа уште 100 души, 200, 300, 500 ќе излезеа на улица. Зошто кога се менуваше името, ти не беше лукав патриот? What the fuck, брат? What the fuck, не можам да го разберам човеков. Значи, на она Тамара Тодоровска, ништо не викат в кола, а Тамара Тодоровска го прави то и викат Северна Македонија, вага така. Ти се најде сега да зборвиш за Тамара Тодоровска и за бака прасе дека тој бил виновен. Ако тебе така те пиши и така ќе те читат, шо сакаш ти друго? Зошто ти тоаш не излезе и нарече, не, Македонија е, не е Северна. Јас пак си стојам на зборот, за мене не е Северна. Поразително. Паре Македонија до Србија е на буквално пола саат или саат вожња и исто му доаѓа како сега, на пример, да стане Северна Србија и ние да мислиме Заради тоа што еве јас имам 18 години, апсолутно ништо не знам за Србија. Апсолутно ништо не знам за Србија. И шо се? Јас ако ја наречам Северна Србија, тие ако ми се наљутат, што треба? Некој таму треба драма и тој треба да напише во насловот Никикс не нарече Северна Србија, заради тоа што Никикс врска немал. Слушајте сега што рекол на 15 секунди. Слушајте само. Слушајте. Аз од старт сакам да кажам 3 работи. Океј? Оние што сметат дека ова го правам за драма, Добро. за прегледи, за сабскрајбери, за лајкови, ќе ве замолам веднаш, пред да го изгледате видеото, ставете дислайк, unsubscribe-нете се, пишете хейт коментар. Океј. Значи, од што е толку сигурен, братов после 3,5-4 минути исто во нешто го кажвите. Сакам ниту да пцујам, не сакам ниту да навредувам, но ете вчера стварно бев издевалтиран. Настрана и преглед, еве ви кажам, не го гледате. Значи, слушајте се ова, слушајте го фактов. Тој толку е во себе сигурен дека ова не го прави за прегледи, не го прави за субој, не го прави за лајкови. Ама што се дешава овде? После 4 минути, братов исто во нешто го кажува. Па, бога ми, некој што е во себе и што знае дека тоа не го прави за прегледи, не го прави за сабскрајбери, немат потреба уште еднашка да ти го кажат. Само еднашка ти го кажат. Сега, само еднашка тебе ќе ти речи, јас ова не го правам за лајкови, за прегледи, за сабскрајбери, итн. А немат втор па да ти кажат. И чао, пријатно. Иде овако мислите дека е за драма. Срамота е ова, дечки, не знам. Срамота. Му напишав коментари, многу ми е драго што хаос се случи после тоа. Значи, него му е драго, брат, што се случило хаос. Македонци му пишува. Сите. Замислите да те пратат 150.000, над 150.000 македонци, ти не знаеш дека бев во Србија, вие не сте свесни, сега ќе кажам, колку не сакаат србите, колку не почитуваат. Сакам да... Океј, вака, пошто ова ми е многу смешно реално, вака, пратете, еден бака прасе, ако не мрази нас, тој на еден наш пејач му изгради кариера. Или на то заборавивте, знаеш она, се заборава светото. Знаеш, то се заборават, то се остава настрана, секој хетаме бака прасе. Не сум ни од страната на бака прасе, јас лично ви кажувам. Само гледаме правдината, луѓе. Зошто? Зошто то го заборавивте? Знаеш као, во типот на Лазаров ова го кажат. Бака прасе не мрази вака едно друго, само во индиректен начин. А бака прасе на наш пејач му градит кариера. Луѓе, вие го заборавивте то. Треби да ти демонстрирам овде или и ти го имаш дознаено од кај бака прасе пајак. Не знам што ти е работава, брат. Ако бака прасе нас не мразит, тоест нема да не мразит, или доколку намерно го рекол то, слушајте се. Nije Severna, samo Makedonija. Nema potrebe to da pišete, vidite da sam ja stavio Makedonija. Ja sam rekao u tom lajvu
да како се зове е грешка. На секој му се дешава да изговори нешто погрешно, сваќаш? Или ти си поинтелигентен што ти знаеш све во секој момент што да изговориш. Така? Значи, него му се сона за нас дека нас не боли за то северна. Грешка! Искрена грешка, нисам знал, брате, да е то, каква е ситуација. Гледа, значи, човеков апсолутно врска немат, ама апсолутно врска немат. И јас, например, да ти прочитам нешто на српски, а да не знам како се читат. Слушајте се. Устате еба Македонија никогаш нема да биде северна. Тоа не знам што значи, брат. Значи, човеков не знај што да ја речи, сваќаш, никогаш. И овај му замерви, заради тоа што бака рекол Северна Македонија. Ама ајде, матица, ајде. Знаете што е работава? Што Лазаров и сам знај дека бака нема да му направи видео, сваќаш? Бака нема видео да му направи и да опропаднет. И зато Лазаров толку пред притисок. Демек тој е голем патриот. Ама окей. Само Македонија никогаш северна. Значи човеков врска нема. Човеков врска нема од македонски овај му замерви пошто овај рекол Северна Македонија. Оф, мори мајко! Окей, следно. Пошто Лазаров вика на одредени делови од некој видео, јас не икем да се спуштам на негово ниво, јас не икем да пцуjem вака така. Девојчина, вие што го пратите на овај, не знам како да го викам, не знам прека да му измислам, вие пишете долу в коментари. Ама вие девојчина, што го пратите? Гамно сте се заебале. Поради тоа што видите што мисли тој за вас. По истото, тоа извинување ништо не значи ако ти брат не се смениш. Скролам по тиктоков, значи скролам цело време на саат и пол и постојано гледам македонскиве тиктокерки, цицките. Значи тој буквално секаде кај што тој е главен на неговата платформа. Сваќаш, тој ако стрима денеска на Twitch, тој е главен на Twitch, тој знае што треба да прави за да добиет гледаност. До тука. И добро, сега Слушајте за вас што вика ту ствари. македонскиве тиктокерки, цицките до тука. И добро, сега снимаат што снимаат и нормално им пишуваат коментари луѓе во курва, ваква, таква, наква. И после тоа они прават реплај на коментарите, демек јас сум ваква, ја не сум во тој стил, јас сум поштена, вие не. Ако некој девојче се облечи малце попривлечено, тоа не значи дека тоа девојче е курва. Ако не знаеше, курва е особа која што се продават за пари, а не која се облекви привлечно. Сеќаш? Значи, да речеме Ким Кардашијан, тоест не Ким Кардашијан, малце претерав, извинете. Да речеме некој од познативе личности. Кайли Дженер, не знам кој се таму привлечен, она баш далеку познати личности, женски личности. И за тебе тие се курви. Така? Или за сите други. Зборвиш за бака прасе 25 години, имат вака така нареквид Македонија. Иако ништо не рече човекот за Македонија. Ништо не рече лошо. Динев. Значи, Динев иначе е овде на видеово. Еве го Динев, и ова мислам дека му е девојка му, не знам точно. Ама Динев, ако не знаевте, имат околу 15, 16 или 17 години. А овај до него овде имат 24 години сигурно, 3-4, 25 ако ништо друго. Имат 23-4 години и човеков се замарат со некое детенце, заради тоа што неговата девојка се облеквела вака, се облеквела така, или пак некои од неговите другарки се облеквеле вака, се облеквеле така. Тој се расправат со дете, а имат 24 години. Готово, јас си одам. Јас си одам, брат, готово, не вода. О, Господе Боже. Господе Боже. Ќе оставам за следно видео, доколку сакате следно видео. Ќе оставам за Фејпи да позборуваме малце за детенцето што беше искористено. Да видиме што и како тогаш ќе кажат. Ќе оставиме за многу други работи, ќе оставиме за Панчо. Имаме материјал, дечки. Така да луѓе, тоа е тоа. Лајкнете видео доколку сакате и доколку ме поддржите. Мислам она, глупо ми е на начинот кој што сакат да користим, ме сваќаш. Не е работава доколку стварно бака прасе рече Македонија е северна, сваќаш? Македонија е северна. Само тоа требаше да го рече бака прасе за овој да е во право. Ама бака прасе рече Северна Македонија имат и толку жители. И тоа е целава поента зашо ми падна многу криво, зашо да манипулираат мали деца, ме сваќаш. Иако сум и јас 18 годишно дете, ама знам баш што значи маркетинг и знам што значи некои од тие работи. Лајкнете видео, сабскрајбнете се, станите. Ник све бе, најака фамилија во Охрита и пошироко. А ние се гледаме во следно видео. Ра па 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 и ра.